И кога зборуваме за Црквата Божја, браќа и сестри, Црквата Божја не е ништо друго освен Божја заедница. А таа Божја заедница ја сочинува народот Божји кој е во храмот Божји, како што сте вие денеска во овој свет храм. Но не е само вие, како оние што протестираат таму, де во Охрид, де во Скопје, пред резиденцијата на Блаженејшиот, велат дека имале свој нивни старец. Кај беше тој да се покаже сонит таму, ако е вистински пастир? Но бидејќи е лажен пастир, Арамија краде туѓи души на свештениците и може би на овие свештеници овде понекој да е украден таму. Полнотата на црквата се изразува преку епархискиот владика или архиереј, а не преку некои си викарни епископи кои се помошни епископи на епархискиот архиереј. И ете докај дојдоте, браќа и сестри, некои си старци, младостарци, кои тресат глупости поврска со верата, кои кажуваат дека имаат духовни чеда, а еве ги нема таму, кога ќе се појават, туку ги шушкаат тие луѓе што се злоупотребени или измамени. Тоа е измамништво, кога некој кој не е повикан да ги собира луѓето околу себе и од себе да прави гуру духовник или да прави од себе Господ. Ајде погледнете и по социјалните мрежи, слушнете што зборуваат тие што се собираат во Охрид и во Скопје сега за да уриваат црквава наша македонска православна. Се обидува и тука собор да направиле во петокот по 16 часот два благодарение на вас и на другите верници во нашиот град, кои разбравте, свативте дека тоа се измамници луѓе, дека крадат туѓи души, дека ги злоупотребуваат и тоа кои? Оние што се во неволја, а тоа се луѓето кои биле подложни на зависност од дрога и од пијанство и од други работи, па лечејќи ги од дрогата, ги заробија да бидат нивни заробеници, да бидат робови на тоа што тие ќе им кажат. Ниту еден духовник во било кој манастир нема право да собира верници околу себе и да се прави дека тој има духовни чеда, зашто согласно светите канони, согласно уставот на Македонската православна црква и правилникот или уредбата за монаштвото, духовниците во манастирите се духовници на нивните духовни чеда, кои се монаси или монахини, ако е поставен да биде духовник на женски манастир, и на искушениците. Ништо повеќе. Сето тоа другото е измама, сето тоа е лага, сето тоа е рамилук духовен, крадење на туѓи души. И сватете, разберете еднаш за секогаш дека тоа се измамници. Велат дека се духовници, имале духовни чеда. Оти ако се духовници не засањаа сега заедно со нив, па и со калуѓерите нивни, и со калуѓерките од тие манастири, па да покажат дека се нивни. Ама измамата дотаму оди, ќе ги нашушкаат тие да одлучувале кој ќе биде избран за владика на некоја епархија, што не е нивно дело,
не бираат верниците кои ќе биде владика. Бира светливот архиерейски синод на Македонската православна црква, браќа и сестри. За архиепископ одлучуваат и некои верници кои се представници на епархиите и на наместништвата, но не се тие само, туку се и свештени лица и сите епископи, сите владици. Вистинскиот владика, како што пастирот оди пред овците и тие по него одат, тој е вистинскиот, а лажниот владика, како овие луѓе изгубени во Охрид, во Скопје сега и кој знае каде ќе се појават, одат како муви без глава, како овци без пастир, а се вели старец бил, ај нека се појави таму, зашто не се појавува? Ги манипулира, ги лаже, а за да се јави по некое време сега да им рече луѓе, немојте вие сега така што правите тоа не чини, па тоа го видовме од сите до сегашни такви протести што ги правеа. Иста е приказала, само се повторува. И тоа се оние кои може да бидат излажани, кои сакаат да бидат излажани. Ако сакаат да бидат излажани, одете и ќе видите ќе завршите како Јуда што заврши, бидејќи го предал Христа, отишол, ги фрлил зргалиците, а Јуде за по некои време каму се маткаат и одат и така натаму, и тоа е тоа.